Ова е приказна за свет обседнат со работи, приказна за систем во криза, ја уништуваме планетата, се уништуваме едни со други, а дури и не се задоволуваме. Добрата работа е што кога ќе почнеме да го разбираме системот, почнуваме да гледаме многу места каде можеме да се вклучиме и да ги претвориме овие проблеми во решенија. Може ли да ви кажам дека го сакам мојот Pantene Pro, од околу 12 производи за лична нега што ги користиме секој ден, тоа е оној без кој не можеме, вели дека дава на мојата коса врвен кул сјај. Како го прави тоа, се прашував додека го нанесував во косата еден ден, па ги прочитав состојките овде. Натриум лаурет сулфат, тетранатриум ета, метил изотеазолиненон, што е ова? Ја однесов оваа листа кај научници кои знаат да ги прочитаат состојките, се испостави дека нашиот Pantene содржи хемикалија поврзана со ракот. И многу други производи во мојата бања, од крема за сончење до кармин, па дури и бебешки шампон, исто така содржат хемикалии поврзани со ракот или други проблеми како што се тешкоти во учењето, астма, па дури и оштетена сперма. Како и повеќето родители, се обидуваме да ги заштитиме семејствата, но сега откривам. Вашата бања е минско поле од токсини. Што треба да правиме за да ги откриеме одговорите? Треба да се вратиме на една од клучните карактеристики на нашите материјали, токсини, ако во фабриката истурите токсични хемикалии во производ. Како бебешки шампон, ќе завршите со токсичен бебешки шампон и, да, токсини директно во бебињата. Па да ја разгледаме подетално овој токсичност од производите за нега каде што дневно ги конзумираме. Во бањата, просечната жена користи околу 12 производи за лична нега дневно, просечниот маж околу 6, секој производ содржи десетина или повеќе хемикалии. Помалку од 20% од хемикалиите во козметиката се оценети за безбедност од страна на безбедносниот панел на индустријата. Па едноставно не знаеме што ни предизвикуваат кога ги користиме. Дали би летале со авиокомпанија која проверува само 20% од своите авиони? Секако, не сите од овие хемикалии се опасни, но знаеме дека многу се, а голем дел се и канцерогени. Тоа значи дека можат да предизвикаат рак, други се невротоксини и репродуктивни токсини, за кои е докажано дека го нарушуваат развојот на мозокот и репродукцијата кај животните, но нели сме и ние животни. Како джиновски експеримент, ги користиме сите овие мистериозни хемикалии и само чекаме да видиме што ќе се случи. Едно нешто што го знаеме е дека тие влегуваат во нас. Доколку го тестираме нивото на токсичност на тело, ќе забележиме дека сме преполни со работи како жива, триклосан и олово. Дури и бебињата кои се раѓаат се веќе загадени. Сега знам дека не можеме да живееме во свет без олово, но дали мора да ставиме олово во нашиот кармин? Можеби е наша вина, можеби само купуваме погрешни работи во продавницата, изборот изгледа бесконечен. Можеме да купиме кармин во 49 нијанси или шампон за коса што е премногу сува, мрсна, фина, слаба или набрана, но што е со изборите што се навистина важни, како што е изборот да се купат производи што се безбедни? Се испостави дека важните одлуки не се случуваат кога ќе одлучиме да земеме производ од полицата. Тие се случуваат кога компаниите одлучуваат кој производ треба да се најде на полиците. Па кои се тие компании? Ова се Procter и Gamble. Тие се оние што ни нудат билни есенции. Шампонот број 2 во земјата содржи токсични петрохемикалии направени од нафта. Но што со декларациите дека производите се со природно масло и билки? Зборовите како билно природно, дури и органско, немаат правна дефиниција, што значи дека секој може да стави што било во шише и да го нарече природно. И секако компаниите го прават тоа, можете ли да замислите топ продаван производ наречен петроесенции? Дали релаксаторите за коса наменети за 5-годишни деца и креми за избелување на кожа е во ред? Тие се супер токсични, а пораката што ја испраќаат на крајниот купуваче производи за убавина. О, еве го Есте Лаудер. Нудат шанса да помогнат да се најде лек за рак на дојка, што е убаво, но тие исто така користат хемикалии поврзани со ракот. Не мислите ли дека најдобриот начин Есте Лаудер да се бори против ракот е да престане да ги користи тие хемикалии? На прво место, ние купувачите можеме да бираме. Помеѓу бесмислени тврдења на шишињата и декларациите, но овие компании го имаат вистинскиот избор за тоа што се става во тие шишиња, а тоа се случува овде во фабриките каде што се формулираат.
Зошто производителите на овие производи ги користат сите овие токсини? Дали се обидуваат да натрујат? Иако работат на начин на размислување од 1950-та, кога луѓето беа целосно зафатени со подобар живот преку хемијата во сето тоа возбудување, заборавија да се грижат за влијанието врз здравието на луѓето што беше пред години и се уште ги користат истите стари токсични хемикалии денес. Големите козметички компании велат дека дозите на отров во нивните производи се доволно мали за да бидат безопасни. Да, можеби ако ги користите еднаш годишно. Предпоставувам дека никогаш не гледаат дека нивните производи се користат и се комбинираат со други производи секој ден, малку токсична доза под пазувите, малку повеќе на косата, на усните. А што со работниците во салоните за ногти и фризерски салони кои преку цел ден се дозираат со овие токсини? Иако имаме доволни информации за штетното влијание на козметиката врз нас и животната средина, сепак нема закони за да се ослободат од нив, а контролата над големите козметички компании е скоро невозможна. Не сме безпомошни, постојат ресурси на интернет што можеме да ги користиме за да се заштитиме себеси со идентификување на најдобрите можни избори во продавницата. Но вистинската акција е кај луѓето што работат на промена на системот и изгласување на закони во служба на потрошувачите. Компаниите за козметика веќе пласираат побезбедни производи на пазарот. Зелените хемичари развиваат супстанции кои се дизајнирани да бидат безбедни и нетоксични. Европските влади бараат отстранување на многу токсични хемикалии, а компаниите открија како да се усогласат со прописите. Кога козметиката се преформулира за да биде безбедна и етикетирана, тогаш можеме да се чувствуваме удобно со достапните избори. Дури можеме да избереме да се чувствуваме убаво без да користиме 20 производи, но ќе знаеме дека што и да избереме не штети на нашето здравје. Најважниот избор веќе е направен, а тоа е да бидеме безбедни и здрави. Ви благодарам.